Повторно се затегнуваат односите на релација меѓу Сдруженијето на стечајни работници и градоначалникот Димитровски. Иако се најавуваше дека е постигнат договор за средба на кој би се разговарало за решавање на дел од социјалните проблеми на членовите на Сдруженијето, состанокот не се одржал. Вината за тоа стечајците ја гледаат кај првиот човек на општината, затоа што тој не сакал да го прими председателот на огранокот на Сдруженијето УНИТ. Градоначалникот прво прави дискриминација. Второ прави дискредитација, како на ово здружение, така и на мене. И не може градоначалникот да кажува селективно кој ќе улегне у собранието, кој нема да улегне. И затоа потицираме ово прашање и донесеме одлука за вторник, бидејќи мене како представник не ме пушта, негира ги сите стечајци да го чекаме ние пред вратата на собранието. Дали ќе застане или не, тоа е негово. Меѓутоа, он се обврза со вториот реизбор негов дека ќе биде председател на сите граѓани на Кочини. Меѓутоа, со ово што го направи со нас, он не е градоначалник на сите граѓани. Арсов вели дека единствена точка на која би разговарале на состанокот со Димитровски е нивното барање да бидат ослободени од давачките за кои е надлежна општината. Тоа го оправдуваат со лошата економска состојба во која се наоѓаат, поради тоа што во просек веќе 15 години се безработен ангажман. Ние одеме со работна група да седнеме, да отвориме социјален диалог, да го решиме нашето прашање, односно нашето барање беше за ослободување од комунали, од водовод. Таму са иригенците, да седнеме да разговараме. Ако најаме заеднички јазик не ослободе, ако не никому ништо. Меѓутоа, од кој причина неќе да не прима, тоа треба само да се одговори он и према граѓаните да одговори. На претходната средба што стечајците ја остварија со градоначалникот, им беше одобрено користењето на салата на мултикултурниот центар, каде нивното здружение ги одржува работните состаноци. По сегашната изјава, очекуваат дека ќе се повтори ситуацијата од пред 3 години, кога, поради јавните реакции, не им беше дозволено да продолжат да ја користат оваа просторија.